Здраво, Сања, како си? Здраво, Боки, ете, добро сум. Те прашам, како е чувството за прв пат во историјата на македонското сноуборд да си во топ 30 во светските рамки? Чувството е дефинитивно неописливо. Значи, тоа е главната цел на секој спортист, посебно ето во нашиот сноубординг во Македонија, да постигнеш што подобар ранг на трка во светски куп. А од друга страна пак и можда и потик да се подобри тој резултат. Кажи ми, која е поврзаноста, како твое мислење како персонален тренер, која е поврзаноста помеѓу физичката издржливост и психолошката издржливост на една личност? Па моето мислење за физичката и психичката спремност е дека едно врз друго не можат. Ако си доволно физички спремен, а не си подготвен психички, нема да го направиш тоа како што треба. Карикирам еден пример, ако сакаш 100 км да истрчаш, има луѓе што трчаат, ако не си ти доволно психички спремен, ти колку сакаш биди физички, да, нема да го издржиш тој подвиг што си го почнал. Так, јасно. Кој дел ти е омилен од скијањето, а кој од бордањето? Двата спорта се апсолутно, според мене, едни од најдобрите спортови. Не само што е мој спорт, сноубордот, меѓутоа мислам дека самото тоа што се случува горе на планина и си на чист воздух, на висина, ги прави двата спортови да се посебни. Буквално сум кажала и друг пат, било што да ми ставите под нога, дали е даска, дали ски, ќе лизгам по падината, така што омилени ми се и двете апсолутно. Дали имаш некоја порака или совет како тренер за луѓе што се неактивни доволно или се општо физички слаби? Секако дека имам, и тоа е да се почне што побрзо. Утре да се почне со не чекаме први. Да, точно, со најмала прошетка по кеот, неколку километри. Тоа е за старт. Нашето тело ќе ни биде многу благодарно, уште од првиот ден ќе се почувствуваме многу поздраво, посилно, поубаво, едноставно. Дефинитивно. Да ми кажеш, кој е твојот неостварен спортски сон? Ова е лесно и болно прашање можда. Дефинитивно Олимпијадата, што не успев да се квалификувам, односно наредната Олимпијада во 2026 година, за жал нема да можам да учествувам. Така што тоа ми остана едно неостварен подвиг. Значи ќе се трудиме за следна година. Да. Кои информации ги зимаш во предвид кога подготвуваш програма за тренинг, за персонален тренинг за клиент? Прво, многу ми е битно дали претходно има нешто вежбано, тренирало било каков спорт. Так. Дали има некои повреди, бидејќи многу од тренерите тоа го занимаруваат, но многу е битно да знаеме на што да посветиме и што сака да постигне, и да му кажам дека со мене не да му биде лесно, доколку сака да постигне некаков успех. Тоа ми е познато, да. Супер. Кој е твоето најадреналинско уживање до сега? Дефинитивно паудер снег, свежон паднат, сончев ден и голема широка падина, добро друштво. Нема ништо што може да се спореди со тоа. Кога станеш утрото, кога ќе отвориш прозорот. Тоа е нема ништо што може да се спореди со тоа. Кажи ми, колку е важна хидратацијата во тренажниот процес, пошто знаеме дека брзо живееме и буквално можда и некогаш се заборава да се пие доволно вода. Така, хидратацијата е многу битна, бидејќи нашите мускули се исполнети со вода и за добра регенерација на мускулот треба да сме цело време полни со вода, така да топло препорачувам секој кој не пие да почне многу повеќе вода да пие. Да ми кажеш на кој начин се подготвуваш за трка и што ти е најтешко при тој процес? Секогаш при подготовки за сезоната или за некоја трка, прво што ни паѓа на памет е физичката спремност, но
Мислам дека според мене дури психичката, психолошката спремност е многу поважна, затоа што моментот кога си на старт, телото ќе биде спремно секако за возењето, но фокусот и смиреноста на телото и на се останато е многу поважно за да направиш подобар резултат. Така. На кој начин се надградуваш и каде ги следиш најновите фитнес трендови? Така, па пробувам да учам од подобриот од мене, што он прави, на некој начин да го копирам, за како ја да успеам подобро, а секако на интернет све имаме и така ги следам сите трендови, бидејќи се многу брзо се менува све. Да. Дали имаш балансирана исхрана и дали внимаваш на количеството на вода што го внесуваш? Да, сакам да внимавам на исхраната, сакам да внесувам корисни и богати состојки, затоа што посебно кога сме на припреми на планина и на висока надморска височина, телото поинаку ни функционира, целиот метаболизам ни бара, самиот организам бара квалитетна храна. На што си моментално фокусиран и кои се твоите цели за во иднина? Така, моментално сум фокусиран што поголем бренд да направам со мојот фитнес клуб и здраве Боже, ако е се како што треба, да се отвори уште една локација низ Скопје. Тоа ќе биде исто многу добра. И па истото би те прашал и јас. Па со оглед на тоа што завршувам со професионалната тркачка кариера, сега се фокусирам на создавање и барање и обучување на нови таленти. Сакам, цел ми е, ултимет гол ми е да создадам талент, односно да најдам талент некој што ќе го надмине мојот резултат. Најубавото нешто. Да.